Како некој мисли вие да функционирате, да работите, ако не ви плаќа за она кое што сте си го заработиле во месец? Ова е аудио снимка од трибина на актуелната градоначалничка на град Скопје Данила Арсовска со приватните превозници одржана за време на предизборната кампања пред да дојде на чело на локалната власт на Скопје. На истата оваа трибина Арсовска критикувала како може превозниците да се оставени во долгови и им дала ветувања дека постојано ќе имаат состаноци за да се решаваат проблемите со линиите и со финансиските средства. Превозниците ја потсетија градоначалничката на овие ветувања и критики со тоа што ја пуштија снимката од поставените автобуси, но таа не се одзва ни на овој повик. Во меѓувреме, возачите ги претворија во дом нивните автобуси, остануваат и ден и ноќ и нема да се повлечат, оти, како што велат, тоа е се што имаат. Ова не е вистинскиот дом на нас. Сме уложиле 50.000 евра за автобуси нови, а да спиеме по улици на градоначалничката. Кредити имаме за плаќање, звонат, фактури за нафта и тие добавувачи звонат, за делови, сите ни звонат. Не знаеме кај да одиме. Превозниците побара и средба со владата со цел да се реши проблемот. Децидни се дека нема да се откажат од нивните барања, а ако институциите не потегнат да се реши проблемот, најавуваат радикализација на протестите. Сега остануваме тука и се надеваме дека председателот на владата, господинот Ковачевски, ќе не прими, каде што во петокот имаме уредно доставено барање да не прими. Од градот, за жал, како и досега, апсолутно никаков интерес да се обидат да решат состојбата во која што се наоѓаме. Поддршка на превозниците даде председателот на Алијансата за албанците Арбен Таравари, кој порача дека мора да се изнајде решение за проблемот. Не загрижува тоа што градоначалничката на Скопје воопшто не комуницира со нив, а треба да се изнајде решение и мора да се изнајде решение. Јас се согласувам со еден предлог што го дадоа, евентуално и да и се одземат ингеренции и владата да се ангажира малце посериозно во овој правец. Од владата засега не ги одземаат ингеренциите на градоначалничката за решавање на проблемот. Вице-премиерот Фатмир Битики порача дека одземањето на ингеренциите би значило враќање 20 години наназад во борбата за децентрализација. Сметам дека град Скопје треба да се одложи и конечно да седне за да го решат проблемот. А ако не е возможно, ние докажавме дека секој сме тука за граѓаните. Но тогаш ќе значи нешто друго. Дали е тоа и одземање на ингеренции за градот Скопје. Протестот на приватните превозници започна со блокада на клучните раскрсници во Скопје на 28 минатиот месец. Автобусите од кај трговскиот центар Мавровка и од кај Црвен крст се преместија пред град Скопје, бидејќи велат нивниот револт е насочен кон градоначалничката, а не кон граѓаните.